Ниските температури во изминатиот период предонесоа да биде регистрирана максимална потрошувачка на геотермалната вода од системот Геотерма во Кочани. За само 2 дена испораката достигнала над 11.000 кубни метри топла вода дневно, што во комуналното претпријатие Водовод, кое стопанисува со системот, го оценуваат како едно од највисоките нивоа во изминатите неколку години. Потребата од топлинска енергија ги натерала корисниците кои се приклучени на цевководот да побараат поголема испорака на количините за да избегнат последици од студот. Од Водовод информираат дека со години не била регистрирана ваква потрошувачка, но дека капацитетот на системот е подготвен да одговори на зголемените потреби. Најголема потрошувачка за вода има кај оранжериското земјоделско производство, каде се испорачуваат најголем дел од количините. Со оглед што во тек е зимскиот распуст за учениците, нема испорака за загревање на училиштата со геотермалниот ресурс, што значи дека во спротивно потрошувачката би била поголема за уште неколку илјади кубни метри вода. Инаку, цената на геотермалната вода од системот Геотерма до неодамна изнесуваше 34,15 денари за кубен метар. Од пред 2 недели е зголемена за 1 денар и 63 дени поради покачувањето на концесискиот надоместок. Во образложението за поскапувањето, за кое одобрение даде и Советот на општината, беше речено дека е направено поради промена на цените на одредени калкулативни елементи што влегуваат во структурата на крајната цена на геотермалната вода. А калкулацијата била во согласност со тарифникот што во 2012 година беше објавен во службен весник. Од комуналното претпријатие Водовод информираат дека е регистрирано и драстично зголемување кај потрошувачката на вода за пиење. Само за последните 48 часа испорачаните количини во водоводната мрежа од 11,6 достигнале 14,6 илјади метри кубни вода, со што просечното дневно ниво изнесува 13.500 метри кубни. Главна причина за поголемото трошење на водата е што граѓаните ги оставаат чешмите да течат поради страв да не им замрзнат.